Тиквешка рапсодија, два магистри, Сара Пројковска на пијано и наше дете кавадарчанче, магистер Страшо Темков. Кавадарци која ќе се спомне Страшо, дефинитивно се асоцира нели на кавадарци, Страшо Пинџер, Страшо Темков. Така е. Нема активност музичка твоја, а да е прескокнато кавадарци. Во принцип така му доаѓа некако, значи тоа е моја должност. Јас дури на едно интервју сега најавувајќи го овој концерт во Нова Македонија спомнав дека од овде ми се моите први почетоци. Првото излегување на сцена, првиот аплауз. Јас сум должен на кавадаречката публика ради таа магија која што сум ја добил овдека на сцената, морам да возвратам во секој момент кога сум слободен и секоја година кога имам можност, јас сум гостин во Кавадарци и сакам да се дружам со кавадаречката публика. Како Страшо Темков обстојува на музичката сцена? Па се трудам веќе долги години да обстојувам на македонската музичка сцена, но не само на македонската музичка сцена, можеби сега во последно време повеќе и на меѓународната музичка сцена, таму сум можеби повише присутен. Задоволен сум, сигурно дека може и повеќе, меѓутоа во зависност од околностите и овие временски прилики кои што не нападна, можам слободно да кажам дека па сепак треба да бидам задоволен како се движат моите активности во музичката култура. Морам да го малце преформулирам прашањето. Како Страшо Темков 36 години обстојува како прва флејта во Македонија? Благодарам на високото звање. Бев прв флейтиста на Македонската филхармонија. 20 години сум професор на Факултетот за музичка уметност и можам да кажам дека сум горд затоа што од класата на Страшо Темков излегува плејада на млади музичари, со кои што јас лично многу се гордеам. Обично во принцип, дури и кога имам концерти, секогаш им давам простор на моите студенти да ја почувствуваат сцената и да видат како изгледа таа магија. Не е едноставно да си, ајде да кажам така, на врвот. Значи мора да се одржаваме. Јас секогаш музиката ја споредувам со спортот. Вечер тука имам драги пријатели во публиката кои што се од областта на спортот во Кавадарци, со кои што често пати на наши вака неврзани муабети си кажуваме колку сме слични во нашите професии. За да обстојуваш на музичката сцена долги години, вие како што спомнавте над 35-6 години, значи мора да се одржаваш нон-стоп, да си во добра форма. Истата работа важи и за спортот. Колку си повише во форма, толку повише ќе обстојуваш. Од каде сте работката со Сара Пројковска? Сара Пројковска е моја драга колешка, ние сме пријатели на Факултетот за музичка уметност. Сме добри пријатели. Јас сум соработувал со многу клавиристи, меѓутоа сега е период кога што со колешката Сара Пројковска започнавме една нова соработка. И двајцата сме исполнети некако и срекни ова што го работиме заедно, така да се надевам дека и во иднина ќе продолжиме. Репертуарот твој познат, оној буквално од барок па до најмодерно нешто? Вечерва, значи, насловот на Тиквешка рапсодија, тоа ми дојде некако така случајно, реков овој проект ќе го насловам Тиквешка рапсодија затоа што имаме циклус на концерти во Тиквешијата, Демир Капија, Неготино, па денеска и во Кавадарци. Тоа е една слободна музичка форма која што ја карактеризираат фолклорни елементи. Така да вечерашна програма која што ја одбравме и мислам дека стварно е специјална програма за оние кои што се вистински љубители на убавата музика, не мораме да ја класифицираме како класична музика затоа што на на нашиот концерт вечерва ќе бидат представени автори кои што делумно се современици на некој начин, меѓутоа нивната музика и текако е популарна. Тие се композитори као овдека ги имаме Хемфри Бифтинг, кој што е холандски композитор кој што сега моментално живее во Америка и е џез музичар, е класичен музичар, има завршено композиција, меѓутоа неговата најголема карактеристика е што пишува филмска музика. Така да сите композитори кои што вечерва ќе бидат застапени се на некој начин кои што употребуваат фолклорни елементи од своите земји и кажав дека ова се композиции на фолклорни теми, али од различни краеви на светот.
Уште по нешто си специфичен, барем така велат и твоите колеги, представување на македонски дела во твојот репертуар, односно македонски композитори, македонски автори. Точно, значи вечерва може би да, може би и не, ќе видиме според атмосферата, дали ќе изведеме македонска композиција, меѓутоа на 5-7 наредниот месец, значи фактички овој циклус на концерти на мене и на мојата колешка Сара Пројковска завршува на еден меѓународен летен музички фестивал, насловен како Башчаршиски ноќи во Сараево. Таму бидете сигурни дека македонските дела обавезно ќе бидат застапени на нашиот репертуар. И како се помина во Дамир Капин Готин? Супер, во Тиквешијата секогаш прекрасно си поминувам. Некако кажувам дека дали со годините и со времето, нели оној престиж што го имавме како тиквешани, денеска Тиквешијата ми е како една целина и сум многу горд и на Дамир Капија, и на Неготино, и на Кавадарци. Еден интересен податок, мојот прв настап на сцена, уште како дете од музичката школа Лазо Мица Фрале овде во Кавадарци, го имав на сцената во Неготино. Добро, Кавадарци и Неготино сме се секогаш Така вечно блиски. Така, И во музиката, меѓутоа и во спортот. Така. Да ти посегам многу здравје пред се, многу успехи и да се надеваме дека денешниот концерт нема да биде последна за оваа година во Кавадарци. С краја нека е, значи секогаш со топло срце во Кавадарци и за моите кавадарчани и тиквешани. Бензинска пумпа ДМД Оил.